Почитувани колеги, почитуван председател на комисија, чувствувам должност при самиот почеток на комисијата да укажам на неколку прекршувања на деловникот за работата на Собранието на Република Македонија, затоа што сметам дека суштината на секоја комисија е низ одредена филтрација да се донесе одредено законско решение што ќе им помогне на граѓаните, ама тоа ќе биде со целосен кредибилитет, а не на ваков начин. Сакавте да направите да дискредитирате дискусијата на претходните дискутанти, дозволете ми да ви набројам членови од деловникот таксативно кои што вие денеска ги прекршувате. Кои што вие денеска со свесното прекршување на овие членови од деловникот не давате кредибилитет на самиот процес на носење на едно чисто законско решение преку кое што ќе можеме да испратиме порака до граѓаните дека сите синхронизирано и заедно сме го донеле низ сите оние процеси во Собранието. Првиот член кој што вие свесно го прекршувате е членот 120 став 4, каде што покана за седница треба да има 5 дена предходно пред самото одржување на седницата. Со оглед дека се работи за еден ваков комплексен закон, каде што голем дел од пратениците кои што се членови на оваа комисија можеби не се запознати со таа специфична материја, сметам дека е повеќе од важно тие луѓе подробно да се исконсултираат и да знаат со соодветни решенија како да одговорат на предизвиците за носење на ова законско решение. Значи, повторувам, член 120 став 4. Пратениците треба да добијат покана пред 5 дена пред да се одржи самата седница на комисијата. Прекршувањето број 2, член 36 од Законот на Собранието на Република Македонија, каде што предвидува дека петок е ден за средби со граѓаните во изборните единици од каде што сме избрани. Но тоа ќе оставам простор да го објаснат оние кои што подобро го познаваат. А и што го кршите деловникот, кршите и закон. Прекршување број 3, член 180 од деловникот за ребаланс на буџетот, каде што укажува дека кога ќе започне седницата на финансирање и буџет, наредните 10 дена се дискутира само по тој основ во Собранието. И тоа можете вие да окажувате дека некој прекршувал преседан, некој не. Вие сте тие што го прекршува и што го создава тој преседан. Вие сте тој, затоа што сакам да знаете дека во оваа комисија има исто така членови и во таа комисија. Конкретно јас, конкретно колешката Марија, конкретно колегата Бране. Исто така и го гледам почитуваниот колега Елми, Зоранчо Јованчев. Сега, вие велите вак, кажете му на Тимчо, нека закаже комисијата во исто време. Господине Мисовски, зашто вие, како подпредседател на Собранието, се повикувате на вашата функција и во одреден момент се ставивте, можеби над нас, сметајки на вашето искуство 18 годишно чинам во Собранието, но не сте во право, заради тоа што јас како пратеник сакам да учествувам и на едната и на другата комисија. Ако ги ставите вие во едно време, не можам да бидам во исто место, тоест во исто време на две места. Јас сакам да се фокусирам на материјалната расправа во оваа комисија, заради тоа што сметам дека ова е едно од суштинските прашања, но сакам да учествувам и во работата на буџетот, односно на ребалансот, како што кажа колегата Бране, еден од најважните документи во државата. Понатаму, причина 4, односно прекршување број 4. Член 122 од деловникот, кој што го баравме ние и претходниот пат, а тоа е да се поканат експерти за да можат да дојдат тука, да дискутираат со нас и да ни ги објаснат сите оние работи кои што се одлучуваат со законот. Сметам дека тоа ние го заслужуваме, дека тоа го баравме и дека така требаше да биде и претходниот пат. Прекршување број 5. Член 127 од деловникот, да се создадат работни групи во рамки на комисијата, кои што потоа преку извештај ќе достават до самата комисија одредени заклучоци. Ние да знаеме како треба да постапиме, кои се позитивните, а кои се негативните ефекти. Дозволете ми тука да направиме еден мал поширок контекст на ово објаснување. Зошто го зборувам ова? Ако ние го видиме ребалансот на буџетот, ќе видиме дека во Министерството за внатрешни работи се намалуваат две големи ставки каде што директно ја уредуваат безбедноста на државата. Па така ние смалуваме ставки за нормалното функционирање на Министерството за внатрешни работи, а сите белосветски бандити добија пасоши. Ние сакаме да знаеме, некој да дојде да ни објасни како е можно сите заедно, тука не амнестирам никого, 30 години да не сме наше решение за овие луѓе кои што немаат државјанство,
и да најдеме решение тие луѓе да добијат државјанство и никој не е против тоа, ве одговорно кажувам, а како е возможно белосветски бандити да добиваат државјанства, адреси, пасоши и лични карти? Како е возможно? Сакам некој да дојде тука експерти да ни објасни. Еве, затоа ние ги намалуваме средствата за нормално функционирање на Бирото за јавна безбедност, на Министерството за внатрешни работи. Не може да извадат луѓе во државјанства ради одредени причини, ама седат пекер може. Нека дојде некој да ни објасни. Како може тој човек да има адреса во Чаир и да гласа на избори? Може да гласа на избори заради тоа што има државјанство, има матичен број, има лична карта, има пасош, а 30 години луѓе да не можат да извадат, нека дојде некој да ни објасни. Луѓе, ете, вака и вака, тој човек успеал да дојде и не е само тој, видовме дека се над 218. И знаете ли што е најтрагично? Што уште тие пасоши не се откажани. Никој не смог на сили да каже овие патни исправи не важат. Тие луѓе уште се шетат по светот со македонските патни исправи. Затоа ние ги повикуваме тие експерти да дојдат тука и да ни објаснат дека во тие работи нема да има колизија. Тоа е многу важно, тоа е суштински важно. И не сакам тука да се закачува определен епитет кон одредени групации дека некој не сака да се донесе закон за да се реши проблем. Не е така. Не е така. Нашето принципиелно делување во собранието е дека ние даваме поддршка на сето она што решава проблеми. Ама да го решиме проблемот така како што треба, а не да ги решаваме проблемите како што не треба, ни се еден некредибилен процес и утре некој да испадне поразен, некој да испадне победник. Овој пат треба да испаднат победници граѓаните, а ние треба заедно консензуално да донесеме решение. И прекршувањето број 6. Членот 121 став 2 од деловникот за задолжително присуство на член од владата кога е законот во второто читање. Мора тука да има член на владата за да ни ги објасни сите овие работи. Не можеме ние за вакви суштински прашања да немаме членови на владата. И ни се повторуваат истите оние случаи, истите оние, би рекол, неубави сцени од комисиите за финансирање буџет, каде што определена институција е ставена како подносител на закон, односно предлагач на закон со кој што не задолжува, не доаѓаат тука да ни објаснуваат. Па имавме случај кога носевме дигитализација, концепции, задолжување во образование, а министрите од владата не се удостојуваат да доаѓаат тука и да ни објаснат, односно да го бранат самиот предлог закон кој што тие го предложили. Ова се 6 клучни прекршувања на деловникот и на законите и истото, ова е основ на мојата процедурална забелешка. Сега, со оглед дека политички пристапуваме на работите и самиот претседател добива можност да оценува на кого ќе му даде простор да зборува процедурално, а пред тоа да не го прекина, а кој може да биде прекинат. Господине Мисовски, кажавте неколку работи за буџетот за кои што не сте во право. Се најдов повикан и сакам вака да ви објаснам на вас. Вие зборувате, ајде да разговараме за буџетот за да им платиме на овие, да покачиме на плати така натака. Зошто е важно да има 10 дена расправа за буџетот? За да разговараме за 17 милиони денари повеќе за набавка на возила, господине Мисовски. За да разговараме за над 100 милиони денари во услови на криза и на државен долг од 7,2 милиарди евра за набавка на мебел. За да разговараме за нови 155 милиони денари плюс за исплата на плати. Ајде да разговараме за тоа. Ајде да разговараме за нереализацијата на капиталните инвестиции каде што сте ги намалиле за 990 милиони денари. Ако сакате можеме и така. Ако сакате можеме да воспоставиме таква пракса по кога треба некој тука политички да поентира, да излегува и да зборува што сака. Така да се извинувам на јавноста, се извинувам на колегите на пратеници, но меѓутоа сакав да укажам дека еднаш воспоставена пракса може да се користи од било кој пратеник и се повикувам на овие клучни 6 прекршување на деловникот и на законите во Република Македонија. Сметам дека е повеќе од важно и сметам дека треба да престане да се крши деловникот во собранието заради тоа што во последниве години можеме да видиме дека имаме суштинско и не знам на кој начин да кажам да не навредам ниту луѓето кои што работат тука, а ниту па на сите колеги пратеници, недовербата на граѓаните во органот собрание е на највисоко историско ниво. А знаете ли зашто? Заради тоа што се закажуваат седници од сега за половина час, од сега за 1 час. Така беше и претходниот пат. Пратениците, колегите во ходников се чудат, доаѓаат на една седница, а се закажуваат уште 3 или 4 нови. Тоа мора да престане. Тоа мора да престане заради тоа што овој орган треба да биде најкредибилен од сите органи во државната управа на Република Македонија, затоа што ние сите тука 120-тина сме изгласани од некого да се бориме за правата на граѓаните, а не да се однесуваме кон партиските органи со поголем пиетет и почит од
највисокиот државен орган. Заради тоа што можеби вие не, но еве другиве колеги пратеници сигурно вака не се однесуваат со централниот одбор на СДСМ ако ќе биде закажан, па да има упат во дневниот ред или да има закажување на седници, ај сега за ова, ај сега за она. И затоа треба да го почитуваме деловникот, затоа што ако не го почитуваме деловникот и ако кажуваме на неправилности, утре и самите граѓани ќе немаат доверба во законските решенија кои што ги носи ова собрание.